За денот на рударите по пауза од неколку месеци првите количини на руда излегоа од јамите на рудникот Злетово, означувајќи го на тој начин почетокот на работата на новиот концесионер Минстрој. Пред 2 месеца започнахме од нула. Пред 2 месеци започнавме со работа од нулата. Денес веќе дозволата е добиена, но отпочнавме со расчистување на се што долго време е било вокал, камења, вода. Многу инвестиции се направија до тука, но вистината е дека уште посериозни до прва предстојат. Еве денес ја вадиме првата руда. Това е благодарение на труда којто те вложиха в тези 2 месеца. Во рудниците Злетово мора да вложат во нови истраги, во опрема за рударење и што е најважно за мене, двете најважни работи во повисоки плати за вработените и побезбедни услови за работа. Во моментов во Злетово и Тораница работат 300 рудари, а за неколку месеци на работа треба да бидат пратени сите рудари, вкупно 1000. Ние почнеме пред 1 месец и се надеваме дека ќе иде на подобро. Гледаме газата дека вложува репроматеријали. Мислам дека со тоа ќе има и производство. Добар почеток за сите ние што работиме во рудникот. Надаме се дека сите ќе се вратат на работа. До сега иде добро, понасат се материјали за работа, а сега почнаа со новите договори да ги зголемуваат платите. Ние во почетокот што бееме на тие договори, сега почнаа и на нас ќе ги покачат договорите. Овој ден за нас значи радост. Успех, се надеваме на многу подобра иднина, не само за нас вработените, него и за целиот град. Рестартирањето на двата рудника е значаен чин за македонската индустрија, зашто рударството е трета најважна индустријска гранка во државата. Се учества од 1,5% во ВДП-то на земјата. Во него и во придружните сектори што го обслужуваат овој комплекс во наша земја, работно се ангажирани околу 13.000 лица, кои придонесоа за раст на производството минатата година од околу 10%. Од друга страна, работата на Минстрој во Пробишти Пикрива Паланка е дополнителен чекор кон пријателството со Бугарија, каде рударството е многу поразвиено. В България минерално-суровиният отрасъл Во Бугарија минерално-суровинската гранка представува 5% од брутниот промет на државата, со кое што се докажува како сериозна гранка во стопанството. Сумата со која што ќе инвестира Минстрој е 20 милиони евро, со кое што ќе овозможиме работни места за 1000 луѓе, за 1000 работници и положителен тласък за икономическото развитие на целия регион. На зајакнување на рударскиот сектор интензивно се работи и во Македонија. Во периодот од 2006 до 2016 година владата има доделено вкупно 370 договори за концесии за детални геолошки истражувања, 325 договори за концесии за експлоатација и 45 концесии кои што се во фаза на детални геолошки истражувања. Очекуваме да добијат и тие дозвола за експлоатација, со што ќе се креираат повторно нови работни места. Инаку рудникот во Злетово е еден од најстарите во државата. Првите почетоци за експлоатација на руда во овој крај датираат уште од 2-иот век од нашата ера. Од тогаш до сега рудникот и рударите минале многу премрежија, успони и падови. Новиот концесионер Минстрој испишува нова страница во рударската историја на Пробишти Пикрива Паланка, а рударите се надеваат дека таа ќе биде исто толку успешна како приказната на трите други компании кои се дел од Минстрој, кои се издигнале од пепелта и сега бројат 2500 вработени.